гледачи, добро вечер. Вечерва гостин во емисијата Информација Плюс е доктор Моника Трајанова, вработена во Здравствен дом Радовиш, моментално на специјализација на клиниката за психијатрија. Докторке Моника, добро вечер и добре дојдовте во емисијата Телевизија Кобра. Добро вечер, ви благодарам на поканата, да искористам приликата да ги поздравам сите гледачи на Телевизија Кобра. Така, вечерва ќе поразговараме на една интересна тема, верувам дека доста актуелна во овој месец. Месец ноември е месец на машкото здравје. Еве што опфаќа тоа, кажуваме месец на машкото здравје, но што всушност значи тоа? Па, вака месец ноември се одбележане како месец за превенција на машкото здравје, каде што треба да се покрене свеста за превентивни третмани или интервенции кај ситуации кои што се позастапени кај машката популација, како што е, например, ракот на простатата, ракот на тестисите, менталното здравје и депресијата. Така да вечерва јас би искористила да позборуваме повеќе конкретно за проблематика околу што ја опфаќа мојата професија, односно да позборуваме повеќе за една актуелна тема за менталното здравје, кој што всушност представува водечка ментална болест на модерното време и се нарекува уште и тивка епидемија, односно да позборуваме повеќе за депресијата, која што секојдневно зема голем замав и се смета некаде веќе да можем да кажем и втора поред болест после кардиоваскуларните заболувања. Што всушност представува депресија? Депресијата е заболување, значи да кажем дека тоа не е состојба, туку депресијата е всушност заболување кое што опфаќа расстройство на расположението, на емоциите, на афектот. Депресијата е заболување кое што се јавува во епизоди. Многу ретко во текот на животот депресијата може да се јаве само како една епизода, значи ја нарекуваме уште и депресивна епизода. Во поголемиот број од случаевите таа се повторува, значи околу 50 до 80% од случаите се јавуваат и наредни депресивни епизоди. Првата депресивна епизода која што би се јавила кај пациентот треба да трае да ги има депресивните симптоми во траење од околу 2 недели, минимум 2 недели, за да би размислиле дека се работи всушност за депресивна епизода. И самите тие симптоми би требало да трајат некаде околу минимум 2 до 3 месеци и значи како што кажав, после тоа може да се изгубат тие депресивни епизоди и да се остане само на една депресивна епизода во текот на животот, ако ја добил пациентот, но како што спомнав, пак ќе се повторам, во поголем број од случаевите, во голем процент, од 50 до 80%, значи тие епизоди се повторуваат и за тоа каде што тие симптоми епизоди се повторуваат, треба кога ќе почнеме со третман кај овие пациенти со депресивна епизода, да не се прекинува брзо тој третман, туку да трае во период од 6 до 12 месеци. Колку денеска луѓето сакат јавно да зборуваат за депресија? Па, може да кажам дека уште постои стигмата за да се зборува за депресијата, не само за депресијата, туку конкретно и за сите ментални заболувања. Најмногу погодени се лицата, најмногу погодени од стигмата се, од последиците на стигмата се всушност и лицата кои што се корисници на центрите за ментално здравје. Самото тоа чувство на срам, на криење на заболувањето, придонесува кај лицата оптеретување, значи само оптоварување кај нив, не само кај нив, туку и кај нивните семејства и доведува до неквалитетен развој на понатамошниот живот. Исто така би сакала да нагласам дека и проблемот е тука што сакам да ја потенцирам и тоа ми беше водечкото за депресијата кај машката популација, бидејќи тие представуваат, значи мажите се личности кои што не
така лесно сакат да зборуваат за своите емоции. Значи, уште постои некој срам, чувство на кајање или вина, ако прозборуваат за нивните емоции и дека всушност се работи за некоја депресивна епизода. Значи, тие побрзо, полесно би се нафатиле да се јават на лекар доколку постојат некои телесни потешкоти, некои соматски потешкоти, отколку ако се работи за овој вид на проблематика. Затоа морам да кажам, мора ние повеќе да поработиме на оваа проблематика, бидејќи стварно представува уште голем проблем. Морам да ги наведам и улогата на медиумите тука, улогата на весниците, самите тие надписи на весниците, каде што постојат, значи, надписи со негативна конотација. Можеби тоа е се со цел да се привлече вниманието на читателите, но тоа дава негативно обележие на целата оваа ситуација и затоа треба повеќе да се работи со позитивни кампањи, да се одржуваат јавни дебати, да се формираат целни групи со кои што би се зборувало за оваа проблематика, за да можат луѓето да добијат храброст поотворено да зборуваат за овие проблеми. Бидејќи зошто се јавува стигматизирање, значи, за овие болести? Значи, самите тие пациенти се борат на некој начин со двојно оптоварување. Од една страна тие се борат со самото заболување, кој што е присутно, и со запознавање на заболувањето и третманот од една страна, а од друга страна треба да се борат и со околината, кој што им придава негативна конотација на состојбата и користи негативни епитети или ознаки, и на тој начин се уште постои таа стигматизација за менталните заболувања. Така, се срамат од јавноста, се срамат од јавноста, апсолутно, да. Дали да посетам лекар, тоа се уште постои кај граѓаните. Така. Дали постои зголемување на бројот заболени од ова заболување? Па да, затоа и на почетокот кога почнав разговорот кажав дека депресијата всушност е водечко ментално заболување на модерното време. Овој динамичен живот кој што го водиме. Значи, морам да го напоменам и периодот на поминатата пандемија, каде што постоеја карантини, па мораше да бидеме затворени дома. Пак ќе кажам, брзиот живот, па обкружен со многу стресни ситуации, со безпарица, невработеност, низок социоекономски живот, сето тоа влијае за да секојдневно, можам да кажам, се зголемува бројот на пациенти со депресија и представува всушност втора водечка болест после кардиоваскуларните заболувања, а според некои статистики представува дури втора состојба за смртност кај популацијата од 18 до 29 години после сообраќајните несреќи, како резултат на суицидот што настанува, значи, како последица од тешка депресивна епизода. Значи, станува збор за една сериозна болест, иако така не ја сваќаме и сметаме дека неа ни препознаваме дури. Така. Како да се препознае депресијата? Симптомите кои што преовладуваат кај депресивната епизода знаат да бидат различни. Значи, како што спомнав на почетокот, ја почнавме оваа тема бидејќи е месец за превенција на машкото здравје и зборам за депресивната епизода кај мажите. Сега и тоа е интересно тука што сакам да напоменам дека таа депресивна епизода може да биде различна со симптомите кај женската популација, различни симптоми кај машката популација. Значи, има и други категории што се надевам, ако биде интересно, значи оваа емисија на гледачите може да отвориме разговори на некои наредни емисии всушност за депресијата и кај во детската возраст, депресијата кај трудници, постпарталната депресија која што е многу честа.
Значи, како што нагласив, депресијата представува всушност расстройство на расположението, на емоциите, на афектот. Значи, тука во главни симптоми преовладуваат тагата, губитокот на енергија, повлекување, безволност, безиницијативност, намалена самодоверба, чувствување на вина, чувствување на каење, може да дојде до промена во начинот на исхрана, дали преголемо внесување на исхрана или пак намалено внесување на исхрана, па дојде до губење на значителна телесна тежина. Исто така преовладува тука кај депресивните епизоди значително е нарушеноста на сонот, значи преовладува или насоница или поминуваат пациентите поголем дел од денот во кревет во спиење. И би сакала да нагласам дека од сите овие симптоми што ги спомнав, кај една депресивна епизода кај машката популација, сите овие првите актуелни симптоми што ги спомнав, чувствувањето на тага, губењето на енергија, безволност, безиницијативност, тие можеби на почетокот нема да бидат присутни кај депресивната епизода кај мажите. Значи тие ја манифестираат на еден друг начин депресивната епизода. Значи кај нив може да преовладува избувливост, значи моменти на бес, на агресивност. Ако до вчера биле заинтересирани околу обувувањето на фамилиарните активности, да учествуваат во активностите, например во спортските активности со своите деца или слично, наеднаш значи тие губат интерес да учествуваат во сите тие активности, туку е попотенциран бесот, агресијата и доста често знаат да се жалат на физички потешкоти, на соматски потешкоти, како што се главоболката, болки во грбот, вратоглавица, значи тие се доста така изразени депресивни симптоми кај машката популација, поради кои што може закаснено да се реагира и закаснено да биде диагностицирана самата депресивна епизода кај машката популација. Може би заради тоа, еве ќе спомнам, сите ние велиме дека депресијата е по-застапена кај женската популација. Така и процентуално некаде се води статистички некаде дека околу 4-5% од машката популација страдаат од депресија, додека пак тој процент е многу поголем кај женската популација. Но пак ќе нагласам баш заради тоа, можеби дека тие првични симптоми што сите ни се познати на депресивна епизода, како што спомнав, тага, безволност, губење на самопочита, губење на самодоверба, сето тоа е во втор план, туку во прв план кај нив се поизразени агресијата, избувливоста и телесните потешкоти, па покасно се диагностицира оваа слика и покасно се почнува со третманот кај истата. Така, кои се ризик фактори за да дојде до депресија? Ризик фактори за да би дошло до една депресивна епизода се, како што спомнав, депресијата е болест на модерното време, значи брзиот динамичен живот, нискиот социоекономски статус кој што преовладува, после тоа би ја спомнала нездравата исхрана, има исто така големо влијание, стресните ситуации кои што не обкружуваат секојдневно, некои семејни трагедии, губиток на близок во фамилијата, невработеност и сепак како првична и најглавна причина за да би дошло до депресивна епизода е генетската предиспозиција, односно треба да се обрне како внимание на семејната историја, дали веќе некој во семејството боледувал или пак боледува од депресија. Дали можеби и недоволната комуникација со останатите граѓани, бидејќи во последно време луѓето се позатворени. Ја немаме таа комуникација како што било отпора. Апсолутно, затоа и кажав, значи треба јавно да се зборува за оваа проблематика, за луѓето да добијат храброст, отворено да разговараат за
ситуацијата во која што се наоѓаат и да побараат стручна помош. Значи не само самите пациенти да се препознаат, бидејќи по самите симптоми кои што ги носат тие во себе, можеби нема да претпостават дека се работи за депресија, но самото и семејство, обкружувањето во кое што се наоѓа, значи тоа лице, може да му помогне со тоа што ќе го посоветува или ќе му даде препорака да би се јавил во некој центар за ментално здравје или првенствено да разговара со својот матичен лекар, па тој да го упати до најблиските центри за ментално здравје, да разговара со психолог или психијатар за како би продолжил понатаму со третманот за истата ситуација. Така, сега, иако тешко се одлучуваат ваквите лица да побарат помош, бидејќи тие секогаш сметаат дека не им е ништо, дека се здрави, но доколку се охрабрат да побарат помош, кој е третманот, како се лечи депресија? Депресијата е, пак ќе нагласам, значи не е состојба, туку е заболување и треба сериозно да пристапиме кон оваа ситуација. Ако веќе диагностицираме, установиме дека се работи за депресивна епизода, и тоа ми е битно да нагласам, значи да би се утврдило дека се работи за депресивна епизода, потребно е, значи, разговор со стручно лице, каде што со едно клиничко интервју ќе се и процени дали се работи за депресивна епизода, која што понатаму треба да се размислува за третманот, во кој што третман треба да има соработка и со самото лице, значи самиот пациент кој што се наоѓа во таа состојба, во таа депресивна епизода. Третманот за депресивните епизоди е медикаментозен, значи се препорачуваат антидепресиви како прва линија и нормално препорака за третман кај депресивните епизоди се и психотерапиите, но сепак за да има успешни психотерапии во иднина кои што би ги посетувал самиот пациент, најбитно е првично да се почне со антидепресивна терапија, за да може да има ефективни психотерапевски сеанси во периодот што следува. Третманот за депресивната епизода, јас би рекла дека не би требало, ако веќе се утврди дека се работи за депресивна епизода, која ќе се почне со антидепресивна терапија, треба да не се прекинува во континуитет од 6 до 12 месеци. Без разлика дали се работи за една депресивна епизода која што ќе се појави кај пациентот во текот на животот, која ќе се почне со антидепресивна терапија, таа би требало да трае во континуитет од 6 до 12 месеци за да би можеле да имаме позитивен одговор од самиот тој третман. Колку семејството овде може да помогне? Апсолутно многу треба да не треба, секако дека треба, туку може да помогне со тоа што ќе му биде поддршка на самиот пациент, со тоа што ќе покаже разбирање и ќе биде проактивен цел тој период на третман на другото лице од фамилијата. Така. Честопати во семејствата има ситуации кога некој пројави лутина или бес, нервоза и велиме да си земе некој апче за смирување. Дали тоа треба да се практикува или Па не, баш и заради тоа, значи кога ја спомнав таа стигмата, порано депресијата се сметало дека тоа е всушност слабост на личноста, туку не се работи за заболување. Можеби затоа уште и постои таа стигмата и не се зборува баш за оваа состојба, бидејќи се сметала како слабост на личноста и се користела изреката, па да не бидам сега толку скромна, и уште и се користи многу кај нас, оставете го ќе му помине. Така. Значи, не е баш толку едноставна ситуацијата, затоа потребно е разговарање. Ако веќе, бидејќи како што спомнав, кај мажите им е потешко да разговараат за чувствата, за емоциите кои што ги носат во себе, затоа место да губат време, значи на и финанси за други испитувања, ако не самата личност, другите околу него, обкружувањето забележат дека има некој од овие проблеми, да го посоветуваат или да му дадат поддршка, да го охрабрат,
да зборува повеќе за својата состојба и да посети стручно лице кој што би му помогнало за да се избори со таа депресивна епизода. Сега во Радовиш, оние пациенти кои што имаат такви проблеми, каде може да се обратат за стручна помош? Па како што кажав на почетокот, значи најдобро е прва линија, доколку би осетиле потреба и ги имаат овие симптоми и сакаат да разговараат за оваа состојба и да се борат со оваа состојба, најпрво би се јавиле кај својот матичен лекар, кој што би потврдил дека присутни се симптоми кои што упатуваат на депресивна епизода, на депресивно заболување и понатаму следниот чекор е да бидат препратени до специјалист, психијатар, кој што моментално доаѓа, немаме, еве јас се надевам, не се надевам, за брзо време ќе се вратам како специјалист психијатар во Здравствен дом Радовиш. Моментално дур се вратам да работам како специјалист. Во овој период доаѓа специјалист психијатар од Штип, каде што пациентите може да се упатат за дијагностицирање, за третман и за советување од професионална гледна страна. Доктор Хемоника, јас ви благодарам што бевте гостинка во нашата емисија и еве закажуваме наскоро и повторно емисија на слична тема и повторно да разговараме со цел да им ја доближиме оваа проблематика на граѓаните. Ви благодарам за поканата, мило ми беше што бев ваша гостинка. Се надевам дека емисијата ќе ја покрене свеста кај луѓето, ќе се охрабрат повеќе да зборуваат за својата ментална состојба, значи ќе се движат во правец за да си го зачуваат своето ментално здравје и ќе храбро што повеќе да зборуваат за оваа проблематика, ќе си помогнат и себе си и ќе бидат подршка и за другите некои кои што се борат со оваа заболување. Благодарам уште еднаш. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму на нашата програма. Пријатна вечер.